Чадор и јакна пред пролета, од утре дожд, ветер и ниски температури. Ваквото променливо време ќе се задржи до крајот на седмицата, што значи дека денот на пролетта Штип ќе го пречека под облаци. Како што истакна синоптичарот Ленче Ризова за МНЕТ телевизија, утринските температури наместа ќе бидат и под нулата, но во Штип засега нема такви очекувања. Кажа дека минусни температури се очекуваат во Соговско-Малешевскиот регион. Ќе имаме во текот на денешниот ден и утре предпладне локални врнежи од дожд, особено утре ќе бидат и со послаб интензитет и тоа претежно во западните делови. Од петок и во деновите од викендот ќе имаме променливо облачно време, ќе дува и слаб до умерен, а во петок и повремено засилен ветер од северен правец. Температурите ќе бидат нешто пониски за разлика од изминатиот период што ги имавме, имаме опаѓање на температурите и овие пониски температури ќе се задржат до крајот на оваа седмица. Врнежи некој освен во текот на денешниот ден и утре предпладне не очекуваме, меѓутоа ќе биде малку сепак посвежо за разлика од изминатиот период. Утринските температури наместа ќе бидат и под нулата, меѓутоа во Штипската околина не очекуваме негативни температури, со оглед на тоа што и во ноќните часови ќе имаме известно струење, ќе имаме умерен ветер од северен и североисточен правец, ќе имаме и облачно, немаме некој ветро време, така што утринските температури нема да бидат под нула, барем во Штипскиот регион. Ризова истовремено најави врнежи во наредната седмица, а температурите се очекуваат да бидат во просекот за овој период од годината. Каже дека и следната седмица не очекува врнежлив период. Што се однесува до времето во следната седмица, од сегашниве материјали, имаме нешто послаби врнежи во првите денови од следната седмица, меѓутоа од сегашните материјали, како што реков, имаме нешто малку поврнежлив период и тоа со температури кои ќе бидат некаде во просекот за овој период од годината. Со оглед фактот дека во деновите пред нас не очекуваат променливи температури, лекарите алармираат граѓаните да бидат внимателни, редовно да ја пијат својата терапија хронично болните лица, да внесуваат доволно течности и да користат здрава исхрана со витамини, се со цел да не дојде до несакани последици.